Така, продолжуваме со Студио 10. Тука гости во Студио 10 ни се господинот Зоран Јовановски, кој што неодамна испиша историја во македонскиот спорт како прв учесник на зимска параолимпијада и неговиот тренер господинот Јане Стефанов. Добар ден. Така, добро дојдовте. Така, еве да започнеме со господинот Јовановски. Еве, учествувавте на параолимпијадата во Милано, патот дотаму сигурно не бил лесен. Како течеа подготовките и како се тој процес одеше? Па, како најпрвен добар ден. Така. За телевизија 24. Значи, подготовките, како да кажам, значи, се теча надвор од државата. Значи најголем дел се одржа како одама нели на подготовка на тренинг и имаме одма трка. На пример во Австрија имаме Словачка, Чешка и Италија. Така. Сепак како што кажав и во најавата, тој процес не бил лесен со оглед на тоа дека се работи за тренинзи надвор од нашата земја. Кој се тука помогна? Како успеавте да стигнете до параолимписките игри? Па, тука најпрвен се почна преку, да кажем, помогна преку Сдруженијето што не е без ограничувања, Македонска, да кажи, Ски федерација и параолимписки. Така. Нормално тука без тренерот не можеше ништо да се направи господинот Јане Стефанов. Како започна соработката со Зоран Јовановски? Со Зоран Јовановски се видовме на првиот камп што го правевме со Вангел Трхалјанов за инструктори, за скијање, за луѓе со попреченост. И тој уште на првото спуштање, уште првиот ден, успеа да се спушти на стазата во Маврово и тоа нас ни беше показател дека има потенцијал во него за Олимпијада. Тогаш беше еден сон. Меѓутоа, низ сите овие години успеавме да најдеме начин како да стигнеме до таа Олимпијада. По патот сите помагаа, бидејќи за прв пат од независна Македонија да учествуваме на зимска параолимпијада. И сега проблем имаше многу, особено во делот на тренинзите, тие што ги водевме ние. Успеавме некако да го исполниме некои 30 дена на снег, во кој повеќето беа трки. Значи идевме на тренинг, па веднаш трка, некаков камп кој е за обука организиран од ФИС, па трка, така да конкретно во Македонија се немаме тренирано. Иако за во иднина би сакале да можеме да ги користиме и Маврово и Попова шапка, со тоа што тие центри би требало малце да бидат попристапни за луѓето со попреченост. Какви услови би требало да има на скијачките центри во Македонија? Ги спомнавте Маврово и Попова шапка за лицата нели со попреченост. Услови, види, не можеме да им замеруваме на нашите центри, бидејќи тие се дизајнирани во 60-тите години, претпоставувам, кога никој не ни обрнувал внимание за луѓето со попреченост. Треба да се направи цел систем каде што ќе може со количка да дојде на теренот, каде што ќе го направи тренингот. Ниту во Маврово, ниту на Попова шапка тоа не е направено. Треба да има најосновни работи како што е ВЦ на теренот за да може да се врши нужда. Има многу да се работи на тој план и верувам дека со нашето учество на Олимпијадата малце ќе ги освестиме и одговорните во ски центрите да почнат да размислуваат на темата повеќе. Имено и учеството на Олимпијада е значајно затоа што не само за да победиме, него за да ја подигнеме свеста на луѓето за потребата на центри кои треба да бидат пристапни за луѓето со попреченост, за можноста да се учествува на Олимпијада, на параолимпијада, да се учествува, значи можноста да секој човек со попреченост може да се занимава со зимски спортови и да учествува на Олимпијада. Значи тоа е подигање на свеста. Сега верувам дека пред екраните седи дете со попреченост и
почнува да сонува дека еден ден ќе биде како Зоки и ќе учествува на Паралимпијада. Да. Јовановски, кога за прв пат се спуштивте на ски патеката? Маврово, во Маврово. 2019, значи се почна од 2019 преку еден камп кој го направи Сдруженијето без ограничувања, начално со Вангел Тркалјанов и там се запознајава и со Сијана направил камп. Да. Значи се Еве почна тука од се 2000. одат снимките од додека вие нели обавувате тренинзи. Продолжете. Значи се почна од 2019. Значи после да кажем, веќе Вангел ми даде ситски и негов, од кој вај година, па која беше негде кај февруар, уидеме од Словенија, па словенците ни даде од ситски, да кажем, он е малце покомплицирано, значи секој ситски и се права според потребата на самиот надпреварувач. Не се стандарди. Не се стандарди. Да. Значи, тука е малце комплицирано, кои се малце и поскапи. Така. Од каде мотивацијата и идејата да започнете со ваков вид спорт? Па Кога се започна? Рековте во пракса 2019. 2019. Дали претходно имавте некои желби, размислувања и слично? Па, гледај, секој пат желби има многу, ама мора да ги имаш и условата, мора да има се. Значи, желба сам е мала, ама никој пат не сам размислувал, еден ден ќе скијам се до 2019, ко од тука што кажувам секој пат започна од благодарение пак кажувам на Вангел Тркалјанов, значи он на Дујсе Ситски кој благодарение малку ми се фати, исти сме со висина блиску со килаже. Интересно е што човекот што го донесе ситскиот во Македонија и почна да го развива овој спорт Вангел Тркалјанов, денеска му е роден ден и ќе искористам оваа прилика да му го честитам роден денот и уште многу скијање и уште заедно уште многу нуркања, пливања, кајак и сточаци да имаме уште многу заедно. Да. Што ве мотивира, господин Стефанов, да работите со Јовановски? Што ме мотивира? Значи, јас со Вангел почнавме заедно, кога тој ми се јави и сакаше да скока со падобран. И ми рече, бидејќи јас сум инструктор по падобранство, тоа ми е основата, ми рече, сакам да скокам со падобран и ја викам, во ред, не е проблем. Он вика, ама јас сум квадриплегичар. Во тој момент и ја немав никакви познавања за луѓето со попреченост. Значи, во тој момент ништо не знаев. И викам, во Македонија тоа е невозможно, има закони кои го не може тоа да се направи. И он вика, ама може, има одредена дисциплина, Euro Challenge се вика, и се сретнавме со него и јас едноставно се заљубив во неговата желба, во неговата харизма, во неговата желба да им помогне на другите. И почнавме да одиме на такмичења каде што скокавме од авион. Тоа е атлетата со попреченост е врзан на тандем скокач, со тандем падобран и треба во слободен пат да направи движења лево и десно. И од тука почна целата таа приказна, и јас почнав да учам многу и почнавме да учиме заедно многу за различни спортови. Низ годиниве почнавме да работиме и на нуркање, за луѓе со попреченост почнавме да работиме на пливање, кајак, точаци и се што и пинг-понг, така беше, имавме некои дружби со пинг-понг. Идејата е да преку здруженијето наше што се вика без ограничувања, бидејќи не треба да има ограничувања, е дека секој човек има подеднакво пристап, треба да има подеднаков пристап на спортот. И сега луѓето со попреченост имаат попреченост, меѓутоа не значи дека не може да се занимаваат со спорт. Има адаптибилни средства со кои може да продолжат да се занимаваат. Например, кај Зоки тоа е, ако се во однос на скијањето, е ситски, тој седи во кај слепите, тоа е радиостаница или звучник. Кај има секоја попреченост може да се надмине со такво адаптивно средство и ние работиме тие адаптибилни спортови. Зоки инаку он е многу скромен, не сака да се пофали. Он е секогаш бил спортист. Од секогаш бил спортист, значи вози маратонот скопски, веќе неколку пати го има
истрчано маратонот скопски, вози точаци, се занимава со атлетика, се занимава со кошарка во колички и така натаму. Меѓутоа он така скромно си кажува, еве, почна тогаш. Не почна. Почна од моментот Така, со спортот и претходно сте се занимавале, така. И прашање за двајцата, со какви предизвици се соочувате на вашите тренинзи, со оглед на тоа дека не се работи за обични тренинзи, сепак треба да има услови и сепак не е, нели, ситски се работи. Предизвици има, е малце потешко да се изведат вакви тренинзи, не само логистички да се однесе на теренот, да се одлече целата опрема која ни е потребна, туку и да речеме недостатокот на знаење за овие кои се во моментов во развој на светско ниво, не само кај нас, на техниките на пренесување на знаењето, на делот каде што сите кажуваат, нели, луѓето со попреченост, што не можат. Мене ми треба да знам што може. И најголема поддршка имам од Зоки, имам од атлетата затоа што тој кажува што може и до каде може да иде, и тоа не изгледа како класичен тренинг каде што инструкторот или тренерот вика по атлетата, него изгледа како разговор и ние ќе направиме вожња, ќе ја снимаме, ќе размислуваме што сме можеле подобро, па разговараме со сите на Олимпијадата, со сите тренери се направи муабет, како заедно да бидеме подобри. Тоа е предизвикот. Зоки, што ве мотивира да продолжите? Најверојатно нема да се откажете и во понатамошните соништа да учествувате на Параолимпијада, па и да се закитите со медал. Што ве мотивира? Што мотивира? Значи, први најголема мотивација не беше кога почнава, нели, еден ден да стигнем на Олимпијада. Така. Значи, веќе, каже го, стигнаме на таа Олимпијада, са веќе мотивација ми и на друга. Така, видите, Да. каде ќе биде следна, дали е одлучено или Франција. во Франција, така. Како се До следната има и светски куп, има и уште Така, надпревари. да. Кои се Нашата други, да. заедничка цел не е само Олимпијадата и надпреварите, него да инволвираме што е можно повеќе млади луѓе во спортот. Значи, Зоки е супер атлета, меѓутоа за 10 години сакаме да има уште 3 деца кои ќе со различна попреченост ќе може да ја представуваат Македонија на разни надпревари. Значи, и ова Олимпијада очекуваме дека ќе ни биде, нели, поттик за понатаму. Да. Како што реков, ова не е ваш прв спорт, претходно сте учествувале во разни спортови. Прашање повторно за двајцата, какви се условите за тие разни спортови со кои што сте се занимавале за лицата, нели, со попреченост? Па, И што треба да се подобри нормално? значи, кажеме, се бавам со повеќе спортове, например. Го возам скопскиот маратон, ама со собична количка. Кошарка во колички. Значи, има доста. Значи, најбитното е, кажаме, за некои спортове што се скиене, кошарка во колички, тие што се тие се стварно доста скапи спортови кои секој пат треба доста финанси. Опрема и слично, така? Опрема се, значи секој пат се, да кажеме, финансите од кои што можеме, например, да направиме опрема. И после да кажеме што треба да се направува тренинзи и надпревар. Да. Господин Мироски, колку спортот ви помага за по-нормално функционирање на самиот организам, подобро здравје и слично? Во конекција сте со Па докторите нормално, значи секој ден, каже, речем, тренирам. Ако не повеќе, со сколечката одаш до там, сигурно минам најмалце 5 километри. Значи и това фактички е еден вид Да, вежби. така. Спортот е добар за сите, не само за луѓето со попреченост, меѓутоа игра витално значење кај луѓето со попреченост, затоа што им ја зголемува циркулацијата, им го подобрува, самодовербата им ја зголемува и тие стануваат свесни чинители во нашето општество. Обично луѓето ги гледаат со сожалување и тоа е сосема погрешно. Тие се
попреченоста не ги прави дека се доле кои треба само да седат и ништо да не прават, него треба да влезат во сите токови на општеството и на работните места, затоа што сепак во нив има доволно капацитет за да се занимаваат и да работат, не само да се занимаваат со спорт. Спортот овозможува да го задржа здравието, бидејќи секој нециркулирање, тоа ако залегне сега, веднаш на него ќе се појават кубити и такви работи. И тогаш државата ќе мора да му обезбеди медицинска установа кај што ќе се лечи и така натаму, така да спортот за сите, а најмногу за луѓето со попреченост, е многу битен. Да. Што може да се направи во нашата држава? Тоа беше следно прашање за да се спречи тоа колку државата треба да вложува. Многу сме размислувале и ова искуство од Олимпијадата што го донесовме, буџетите на другите земји не можеме ние ни да ги замислиме. Отидовме таму со позајмено, односно со поклонето сицки од словенците, со знаење од србите, со поддршка од босанците и словенците, и веруете, отидовме ниско буџетно, со наши вложувања, со колку толку вложување од скијачката федерација во однос на купување на скии, кои за прв пат оваа година добивме нови скии. За прв пат оваа година добивме штитник кој е потребен за да може да лупа по капиите, за да не се повредува. И покрај тоа што имавме ниски вложувања, да речеме, во оваа Олимпијада, сепак нашето учество таму не остана незабележано, бидејќи на една олимписка стаза Зоки ја заврши. Значи, пред него падна 5 луѓе, не ја завршија, затоа што беше тешка. И тој успеа да ја заврши, промаши една капија, условите беа такви, притисокот беше голем, но јас го рачунам за успех, затоа што научивме многу и затоа што понатаму ќе бидеме многу подобри. Да. Рековте во споредба со другите земји заминавме со многу низок буџет со кој што е обезбеден, нели, од ваша страна. Најверојатно сте имале комуникација со другите параолимпици, од каде нивниот буџет, дали државата помага, како е во соседните земји, дали таа пракса и тој пример треба да го следи нашата земја, затоа што сепак се работи за олимписки игри. На поголемиот дел со кој разговарав таму, државата им обезбедува преку Параолимпискиот комитет, преку Ски федерацијата нивна поголеми буџети, затоа што стратегијата е да во сите федерации, значи да има комплетна инклузивност во спортот. Што значи тоа? Дека параатлетите и атлетите треба да бидат заедно во иста федерација. И тоа Ски федерацијата почна да го прави пред 2 години, мислам 2-3 години да речеме. Значи, на ниво на светска федерација, на ФИС, се донесе одлука дека параспортот, параскијањето е само уште една гранка, како што е нордиско и алпско скијање, доаѓа и параскијањето. И тука се прави тотална инклузија меѓу параатлетите и атлетите, и тоа треба да се пренесе во сите федерации. Значи, во фудбалска федерација ќе има еден посебен дел за тоа. Во кошаркарска федерација еден посебен дел за тоа. И гледам, со сите што сум разговарал, сите имаат желба да го тоа направат. И мислам дека ова ќе иде во тој правец да во сите федерации си обезбедат своја дивизија, свој департмент за параспортот. И тоа е вистинскиот начин како да се прави. Бидејќи така и за нас во скијањето би можеле заедно со атлетите да идат и параатлетите и да ги намалиме сите оние трошоци за тренинзи што се потребни и да направиме поквалитетни тренинзи. Да, гледам дека зборувате со доста емоции. На што сте највеќе горд како тренер на ваквите луѓе? На Зоки. Так. И на Вангел. Највеќе горд во однос на скијањето, например, успеавме да направам јас лично нешто што не верував дека можам да го направам, а тоа е да научам слепи луѓе да скијаат. И тоа мислам дека е нешто што е најтешко што може да се направи, а имаме две слепи млади луѓе, двајца слепи млади луѓе кои имаат желба за скијање, едниот отиде да учи во странство да душа. Меѓутоа немавме систем како да ги обучиме на тоа ниво да може да се надпреваруваат. Така, кои се вашите едни целеве како соработници, да речеме, во
пара олимписките спортови? Зоки повели, така. Па наши идни цели са да малку да одморам од Параолимпијата и Така. да почнем да кажеме со летни тренинзи, па се очекува да кажеме веќе до од кој ќе почне веќе сезоната, за да тераме, каже го, да гонаме квота па за светско првенство. Исто па се одржува во Франција до година. Така. Во меѓувреме најверојатно нема да се откажете и од другите спортови со кои што се занимавате или пак ќе бидете прецизно насочени кон зимските спортови, односно кон Значи, слаломот. Зимата се зимните. Така. Веќе е лето, да кажеме, одаме со летни, веќе Скопскиот маратон обавезно па ќе го извозам. Он е на октомври, мислам, 5 октомври. Така. И исто па кошарката околички ќе си ги гонам, ама се додека не почна зимата. Така. Од е истото, фактички ќе си ги правам тренинзите со кошарката. Така. Стратешки нашите планови. Така. Зоки надпреваруваше во слалом, меѓутоа него повише му лежат брзите како спуст или супер G, Така. затоа што има срце лав и брзината не му е проблем и некаде во ноември ќе се организира еден камп и веќе не поканија на тој камп за овие брзи дисциплини, ние ќе бидеме таму да го опробаме во тие дисциплини како ќе биде. Да, колку има интерес за параолимписките спортови, дали и без разлика, зимски спорт, атлетика, кошарка, колку интересот на лицата со посебни потреби да се занимаваат со спорт, да кажам професионален спорт? Па, многу малце. Така. Значи, да кажеме, доста некои што ме контактира, што сакаат да кажеме да пробат со ситски. Значи, се покрупни од мене. Значи, со радо би му дадел или да седне у ситски, ама е покрупен, не може да влезе у ситски. Значи, има, ама мора првен да се набава ситски. Значи, условите Да. сепак се пресудни за да се зголеми бројката, нели, за учество, односно за Процентот на луѓе како Зоки што се занимава со спорт, со параспорт е малечок и тоа се должи на еден проблем што самодовербата на луѓето со попреченост е малечка. И треба да се работи на тој проблем преку кампови, организирање кампови за разни спортови и така во билдањето на самодовербата ќе ги извадиме луѓето од дома. И имаме еден голем проблем кој го потенцирам секогаш, мајките, родителите. Родителите се обидуваат да ги децата зачуваат, мислејќи дека ги штитат, да, и скијањето тоа е опасно, не, да не се занимава со тоа. Така да ќе го решиме и тој проблем со родителите и верувам дека самодовербата на луѓето ќе порасне и желбата нивна за да се занимаваат со спорт ќе се зголеми. Ако ќе имаме повеќе луѓе, тогаш изборот на подобри атлети ќе биде подобар. Да, еднината секогаш е кај младите, од двајцата порака до најмладите кои што нели се со телесен некаков инвалидитет. Ајде, Зоки, повели ти први, па потоа тренерот. Значи, секој пат сме отворени, да кажеме, за соработка со младите. Значи, битно само да дојдат да видат. А родителите што вика Батејана да ги донесат, без разлика дали ќе е на за скиена, дали ќе е кошарка, дали ќе е атлетика, да ги донесат родителите и децата да почнат да се бават со некој спорт, да не бидат дома на цел ден на телевизор. Оти родителите ги прават децата секој пат викат оне со попреченост не може. И толку. Еве доказ дека може. Така. Секој пат Ми го земаш збор. да. Така, да. Стефано, вие на порака? Мојата порака е да ги контактираат секој што е во ситуацијата како Зоки и што има желба да се занимава со спорт, е да најде начин како да се занимава со спорт. Бидејќи не е само без ограничување, тука е и Параолимпискиот комитет кој има програми за спорт, тука се и мобилност Македонија, значи во поголемите градови има здруженија што за мобилност, имаат исто програми за спорт, значи
Од моментот кога имаш желба, ќе најдеш начин како да се занимаваш, има повеќе можности и ако нема можности, тогаш ќе ги креираме. Така. Благодарност и до двајцата што бевте гости во студио 10. Се надевам дека оваа содржина, овие пораки, информации ќе ги мотивираат посебно младите со посебни потреби, со било каква попреченост да започнат да се занимаваат со спорт. Пред се за нивното здравје. Благодариме за поканата. Така. Тоа беа гостите каде што зборувавме за историскиот успех на Македонија. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со друга содржина во студио 10.